здрава на сите и добре дојдовте назад на мојот YouTube канал. Како што гледате по насловот, денеска одлучив да реагирам на мали македонски јутубери. Самиот тој термин мали јутубери ми звучи некако без везе, меѓутоа верувам дека знаете што сакам да кажам. Целта на оваа видео е всушност да ги потикнам оние на кои што денеска ќе реагирам, со надеж дека барем на еден ќе му помогнам полесно да се пробие и повеќе луѓе да дознаат за него. Така што во овој момент апелирам до сите вас да ги посетите нивните канали, да се претплатите на нивните канали и на тој начин да ги поддржите. Свашта нешто кажа во најавата, а се уште не знам на кои јутубери ќе реагирам во денешното видео, затоа што пред некое време на Insta Story ставив бокс и ве замолив да ми предложувате јутубери кои вие ги следите, знаете дека постојат, меѓутоа истовремено мислите дека јас не знам за нив. Па сега ќе видам што всушност вие сте ми предложувале и ќе одберам неколкумина на кои што ќе им ги погледнам каналите во денешното видео. Да не должам со најавата, ставете лайк доколку сакате да продолжам да снимам реакција на мали YouTube канали. Претплатете се на мојот канал доколку се уште не сте претплатени со клик на subscribe и заследете го мојот Instagram профил за да имате можност во иднина да ми предложувате мали YouTube канали за реакција. Да се фрлиме на работа. Океј, ги гледам се вашите предлози, сваќам дека сте ми пишувале многу луѓе за кои што знам дека постојат и знам дека се релативно успешни на оваа платформа, така што нив нема да ги земам предвид. Овој пат масовно сте ми предложувале да реагирам на Челико. Така што јас во исто овој момент ќе пробам да го најдам Челико. Океј, прв канал на кој што денеска ќе реагирам е Челико. Валјда така се чита. Има 820 сабскрајбери, што и не е малку за почеток, иако не знам колку време снима човекот. Но ајде да видиме што снима Челико и што би можел јас да го советувам за евентуално да поправи во иднина за да привлече повеќе публика. Челико снима, пробај да го погодиш точното лого, океј, тоа е супер контент. Чудни факти за мене, океј, Евровизија 2018 квиз, валјда си евровизиски фан, како и јас, или видео. Океј, ајде ке го погледнам видеото или, не можам да ги гледам сите видеа, меѓутоа едно ми е доволно за валјда да можам да прокоментирам нешто. Здраво дечки, како сте, јас сум Стефан и добре дојдовте во ова видео. Како што можете да видите по насловот, ова видео е или. Ставив на стори на Инстаграм да ми поставувате или прашања. Ајде да видиме што сте ми поставиле. Првото е банана или портокал. Тука морам да кажам банана, бидејќи со бананата можеш да направиш овошни салати, милкшейк, сладолед, не знам. Многу различни работи можеш да направиш со бананата, а портокалот само можеш да го исцедиш и така да го изедеш. Второто прашање. Океј, ајде ке го прокоментирам прво едитот. Одличен едит. Ми се допаѓа што вметнуваш елементи, за разлика од мене. Јас кога снимам или видеа, искрено се трудам многу побрзо да одговарам на прашањата и потоа во монтажа си мача маки, затоа што реално ни немам време да ги ставам сите тие елементи, затоа што толку брзо го касапам видеото за да изгледа као еден здив да сум кажал се, но ми се допаѓа начинот и твојот пристап генерално, така што имаш сабскрајб од мене и еве лайк на ова видео. Се надевам дека ти значи. Во овој момент ќе упатам апел до сите вас по завршување на мојата реакција да го посетите описот под оваа видео. Ќе ви оставам линк од сите канали на кои што сметам дека треба да се сабскрајбнете и да ги поддржите овие луѓе на кои што денеска ќе реагирам. Да не должам со Челико. Челико ми е топ. По завршувањето на оваа реакција ќе му го погледнам уште малце каналот. До тогаш да видиме кој следен сте ми предложиле. Фејпи. Ајде да видиме што е Фејпи. Леле, ја ова дете го знам. А знаете како го знам? Сега по гласот ми текна. Ова дете е обседнато со мене, веројатно. Ја кога почнав да снимам реакција на вашите тајни, по некое време и Джипи направи исто такво видео во кое што рече дека видеото го видел кај мене. Денеска правиме видео што го имам видено од многу странски јутубери, а скоро го имаше направено и Марио кај нас. Така да не е најоригиналното видео што го имам направено,
али ми се свиѓаше многу идејата и решив да го правам. Меѓутоа, ова дете се појави од нигде никаде, со еден куп сториња на кој што ме тагирал и му се обреќа на GP да му каже дека тој серијал он го донел у Македонија, а не ја. Се и да го снимал пред мене, GP во видеото кажа дека кај мене го видел. Тоа не значи по дефолт дека јас сум го донел у Македонија, туку го видел. Меѓутоа, детево се дрзна да ме тагира по сториња, ме заследи, ме одследи, ме заследи, ме одследи, ме лајкува, ме дислајкува. И забележав на фотографијата што ја поставив по повод 10.000 сабскрајбери, коментар од детево, демек си стигнал да ма ја лажеш публиката затоа што другите буста, нешто тој фазон, ќе ви оставам овде скриншот, ако се уште постои коментаров. Ништо не ми е јасно, буквално прв пат дознав за детево во моментов кога ме тагираше на стори, отидов да видам што се дешава и сватив дека јутубер. Не знам од каде потребата да ме коментираш и у позитивен и у негативен контекст. Верувам дека имаш потреба од популарност, очајна потреба од популарност и дека ова што јас те прокоментирав во видео ти е најголемиот успех што го имаш доживеено. Пак ќе кажам, не знам дали ова ќе го ставам у видео, затоа што сакав да направам реклама на луѓе кои заслужуваат, али ако го оставам у видео, станува збор за дете со екстремни фрустрации. Како да јавадиме понатаму? Вели Никикс. Јас за Никикс дознав пред некое време и гледам дека дечково снима активно, секој ден ако не се лажам. Нема потреба да реагирам на Никикс, затоа што Никикс има доволно сабскрајбери и го работи ова доволно добро за да нема потреба од моje мислење, мој коментар и моја промоција. Така што поздрав за Никикс, иако не се знаеме, ниту ме познава, ниту го познавам, али нема потреба да реагирам на јутубери за кои што претпоставам дека повеќето знаете. Војчо. Ајде, Војчо има 5000 сабскрајбери. Па дали има потреба уопште ја да реагирам на некој што има 5000 сабскрајбери? Како и да е, ајде да видиме што снима Војчо. Влог се сликаме за табло. Добро. Пауза челендж ке не згазеа. Добро. Сетап тур. Добро. Конечно купив камера. Браво. Здравје да си ја користиш. Ајде сега да видиме како снимаш. И здраво на сите и дојдовте во ново видео, значи боже. Значи што правиме уваа видео? Уваа видео ставих на Инстаграм стори да поставувате прашања, значи за што беше за Q&A, значи имаше многу прашања, ама не одговара. Океј, ми се свиѓа тоа што си опуштен, меѓутоа светлото на видеото е ужас. Начинот на однесување окей, автентичен за тебе, се не знам како треба. Меѓутоа ми се свиѓа што си опуштен, немаш трема, не си онака као прв пат да седнуваш пред камера. Следниот канал кој што сакам да ви го представам и за кој што сметам дека е исклучително квалитетен е Кекс. Инаку Кекс е човекот кој што ми го дизајнираше новото лого и банерот на мојот YouTube канал. Нема да реагирам на неговите видеа, но сакам да ви го представам и на тој начин некако да му се заблагодарам за тоа што ми го направи најдоброто лого и најдобриот банер цела Македонија. Кекс снима видео од едукативен карактер доколку сте љубители на Photoshop, односно доколку сакате да се едуцирате на тоа поле, како да ги едитирате вашите фотографии, како да си го исчистите или измазните лицето, како да ставите кармин во било која боја, како да смениш позадина на фотографија, како да се клонираш на фотографија. За сите тие работи он зборува и детално објаснува во неговите видеа. Линк од неговиот канал ќе ви оставам во дескрипција и по завршувањето на ова видео посетете го, доколку нормално ви интересира оваа содржина и претплатете се на неговиот канал во знак на поддршка. Океј, ајде ќе земам предвид уште само еден канал. Знам дека ова видео може да излезе и многу долго и многу кратко, не знам како ќе го изедитирам. Се надевам дека ќе има втор дел од оваа видео, па ќе успеам да дојдам до канали кои навистина треба да се експонираат јавно. Затоа од вас барам во коментари под ова видео да ми предложувате луѓе на кои што сметате дека треба да реагирам, односно YouTube канали кои сметате дека заслужуваат поголема поддршка, кои се редовни, кои снимаат квалитетен контент. Слободно пукајте у коментари, јадур да најдам на кој следен да реагирам. Последниот за денеска на кој што ќе реагирам е Вајгале. Добро, не знам што значи Вајгале, не знам како се викаш. Имаш добро лого, имаш добар банер, тоа ми се свиѓа. Тамнейловите ти се одлични, многу подобри од моите кои имам 13.000 сабскрајбери.
subscriberi. Така што ако сакаш да ми правиш thumbnailovi, please call me, please. Имам очајна потреба од човек кој што ќе ми прави thumbnail. Ајде да видиме сега што снимаш. Содржината е многу побитна. Ова ќе ме привлече да ти влезам во видео, но содржината во истото ќе ме задржи. Најдобрите ваши предпоставки за мене. Добро, продолжете го текстот. Добро, читам ваши вицови, смеење до солзи. Се помочев во шише, а дедо ми од него пијаш. Немам освен тебе шмеќе. Еднаш со тракторот возев по удалница во петта и целата ража. Плиз позме во видеото. My youngest heartless, so they ain't playing no games. We really want him dead, he got hit up close range. Не ми се свиѓа твоето интро, искрено. Здраво сите, јас сум Егали и дојавте во новото видео шо пременска денска, како што можете видите по насловот. Правиме ваши тајни на Инстаграм, ви поставив, значи сето е анонимно, ви поставив на Инстаграм стори да ми пишувате ваши тајни, кои ќе ги гледаме и ќе реагираме во ова видео, така да обавидно манете лайк, манете subscribe. И дали е убаво интро, значи сега ги изменав поради Никик Шефо, значи. Никик Шефо, обавезно манете subscribe кај Никик искај мене обавезно, значи манете лайк, заседате ме на Инстаграм, за да не пропуштите друго вакво. Добро, реклами. Мене ми се свиѓаш. Еве ти subscribe од мене, ми се свиѓаш, твојот пристап ми се свиѓа, скрос си опуштен, скрос си real, не знам, имаш динамика, интрото не ми се свиѓа, тоа ти кажав, све останато ми се свиѓа. Имаш subscribe од мене, продолжи да бидеш редовен, продолжи да правиш добри thumbnailови, да снимаш добар контент, гледам дека сите видеа ти се некако добри наслови ставаш. Генерално мене ми се свиѓаш, ќе продолжам да те следам, се надевам дека и моите гледачи ќе ти сабскрајбнат и ќе продолжат да те следат. Линк и од неговиот канал ќе имате долу во дескрипција. А јас во овој момент ќе го одјавам денешното видео. Доколку сакате да снимам и втори, трет дел, односно да снимам уште неколку вакви видеа во кои што реагирам на помали YouTube канали. Ставете лайк на ова видео, напишете ми го тоа во коментар, предложувајте ми YouTube канали на кои што би сакале и сметате дека треба да реагирам. Во овој момент ве поздравувам, ви благодарам што го гледате ова видео, ви посакувам убав остаток од денот или вечерта кога ви да го гледате истото, а ние се гледаме многу наскоро со многу нови видеа. Чао!